на денешен ден 24 јуни. Илјада 497 година. Англискиот морепловец Џон Кебот ја откри Канада и ја прогласи за Северна Америка под влијание на Велика Британија. 1812 година. Францускиот цар Наполеон I на чело на војската од 611.000 војници, составена од скоро сите европски нации, ја премина реката Њемен и ја почна инвазијата врз Русија. Неговата војска наредните месеци претрпе огромни загуби, но во септември 1812 година сепак влезе во Москва, која русите ја напуштија. Натамошната воена тактика на русите скоро ги уништи французите, кои до декември 1812, кога беа поразани, ја напуштија Русија. Од 130.000 до 150.000 војници од француската војска преживеа, а рускиот војсководец, фелдмаршалот Михаил Кутузов ги прегонуваше се до Париз. 1861 година. Во Загреб излезе од печат зборникот на народни песни, епохално дело на браќата Димитар и Константин Миладиновци, македонски преродбеници од 19 век. Зборникот стана поетски учебник за идните генерации македонски писатели. Објавувањето на зборникот го овозможи познатиот хрватски бискуп Јосип Јурар Штросмаер. 1886 година. Умре рускиот писател Александар Николаевич Островски, чии дела се основа на руски класичен драмски репертоар. Негови најпознати дела се Шума, Бура, Таленти и обожувачи, Без вина виновни, Девојки без мираз, Сиромаштијата не е порок, Своји сме ке се спогодиме и Волци и овци. 1901 година. Во Париз е отворена првата изложба на 19-годишниот шпански сликар Пабло Пикасо. 1909 година. Роден е англискиот атомски физичар и математичар Вилијам Џорџ Пени, татко на британската атомска бомба. Под негова контрола е испробана првата британска атомска бомба во 1952 година на островите Монтевело во Западна Австралија. 1973 година. Најстариот светски државник Емон де Валеро даде оставка на функцијата председател на Ирска, на која беше до 1959 година. 1994 година. Во Скопје, во издание на Македонскиот светски конгрес, излезе првиот број на светскиот македонски неделник Македонско сонце. 2003 година. Председателот на Русија Владимир Путин ја започна историската посета на Обединетото кралство, како прв шеф на руската држава во официјална посета на оваа земја од 1874 година, кога кралството го посети рускиот цар Александар II.